Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија, добар ден и добре дојдовте во уште еден кворум на брановите на радиото во Боја. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата која се емитува секој понеделник од 11 часот и 5 минути, па сето точно на пладне. А поречиси 3 месеци пратениците од новиот парламентарен состав повторно се враќаат во собраниските клупи. Ова е веста на денот. За точно напладне е најавено продолжението на конститутивната седница на која треба да се избере составот на Комисијата за избори и именувања. Парламентарните партии постигнаа договор председателот да биде од ВМРО-ДПМН. Тоа е Илија Димовски кој ќе раководи со комисијата. ВМРО-ДПМН ќе има 6 члена, СДСМ 5, Демократската унија за интеграција и БЕСА по 1. На дневен ред е изборот и на новиот спикер на парламентот. Оддуи претходно информираа дека нивни предлог е Талат Џафери. Официјално од СДСМ се уште не се изјасниле дали ќе застанат зад оваа кандидатура, но лидерот на СДСМ Зоран Заев вели дека нема ништо против Талат Џафери да биде новиот претседател на собранието. И од БЕСА најавија дека ќе излезат со свој кандидат. Од ВМРО-ДПМН не откриваат каков ќе биде нивниот став и дали тие можеби ќе предложат свој кандидат. Велат дека ќе постапуваат според уставот и законите и во интерес на државните и националните интереси. За она што се ќе се случува во собранието, но и за она што се случува надвор на улиците и за сето она што во изминативе 3 години се случува на Република Македонија, во денешниот кворум разговарам со потпредседателот на ГРОМ Лјупчо Пренџав. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и ви благодарам на поканата. Веќе најавив денеска точно напладне почеток на, односно продолжение на конститутивната седница на собранието. На точка на дневен ред е изборот на Комисијата за избори и именувања. Исто така треба да се избере и председател, но првенствено според собраниските процедури се бира онаа Комисија за избори и именувања. Од друга страна, секојдневно на улиците гледаме народ кој порачува да не се избере председател која прифаќа тиранската платформа. Но доколку се избере Талат Џафери, знаеме дека не се откажува од тиранската платформа со оглед на тоа што доаѓа од редовите на Демократската унија за интеграција. Колку пратениците во собранието се подготвени да го слушнат народот, оној кој еве веќе 4-та недела протестира на улиците и бара да се повлече документот подготвен во Тирана со посредство на тамошниот премиер Еди Рама. Добро, Република Македонија живее во една нетипична атмосфера. Ние се водиме како држава со парламентарна демократија, но последниве 2-3 години сме држава во која што често пати се крши уставот, законите, имаме нетипични, нестандардни начини на преговори по политичките партии, односно го имаме сето она кое што не подразбира парламентарна демократија. Само ќе ве потсетам дека во Република Македонија собранието се избира на непосредни парламентарни избори во кои што секоја политичка партија со својата програма ја дава на судот пред граѓаните и кажува во неа во кој правец треба во да се развива Република Македонија, даваат многу мерки, тоа се пред економски мерки, отприлика граѓаните гласаат за тоа. Ние во Република Македонија имавме предизборие во кое што Колективот за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН, зборуваше за нови странски инвестиции, за нови вработувања, за пат на вработеноста, зборуваше за подобрување на енергетската независност на Република Македонија. Од друга страна, СДСМ зборуваше за како тоа ќе се укине екстерното оценување, како тоа ќе се намалат даноците, односно ќе се вака 15% од ДДВ-то, зборуваше за денеска актуелно некоја враќање на ефтина тарифа, при тоа според нивниот бомбона бизнес Јевана, истата добивме како што имаме сега, така што прилика имаме нестандарден имаме нестандардно поставени работи на политичката сцена. Спомнавте вие, имаме на улиците повеќе од 150 до 200.000 граѓани кои што секојдневно протестираат, бидејќи тие се излажани. Ние ги зборувавме за економија и за развој на Република Македонија 2,5 години, ќе ве потсетам. Веднаш после изборите на Божиќ, приготвено од најголемиот провокатор на Балканот Еди Рама, добивме една политичка платформа која што, сакам да потсетам, не ги отсликува барањата и потребите на граѓаните албанци кои што живеат во Република Македонија. И сега таа политичка платформа ние ја ставивме на пиедесталот и разговараме само за таа политичка платформа. Никој веќе не зборува за економија, никој веќе не зборува за тоа дека сте компании, фирми во државата полека, но сигурно го губат здивот, бидејќи со самото тоа што не е формирана владата, имаме техничка влада со ограничени
капацитети и можности, при тоа никој не разговара за локалните избори, каде што на градоначалниците ни криви ни должни повеќе од години и пол им скративме од мандатите, бидејќи секогаш кога вие ќе најавите избори, ќе ве потсетам, тоа беше 24 април, па 5 јуни, па декември, имаме други закони кои што важат и практично се врзуваат таците на градоначалниците. Никој не зборува за тие суштински работи во Република Македонија, ние зборуваме за албанската платформа, односно како на мала врата во Република Македонија се направи бинационална држава составена од македонци и албанци, да имаме два јазика, македонски и албански јазик. Ние како Рејанска опција за Македонија ниту сме, ниту ќе бидеме партија која што е националистичка. Ние сметаме дека Република Македонија е мултикултурна држава и дека во оваа држава не живеат само македонци и албанци, туку имаме ние тука турци, роми, власи и така натаму. Вчера го слушам лидерот на СДСМ, беше на една телевизија со национална контестија, ни кажа дека требало да се дебатира во собранието. Па токму ние од Гром зборувавме 3 години дека сте дебати треба да ги имаме во собранието на Република Македонија, каде што покри македонци и албанци, имаме и турци, власи и роми пратеници. И она што е најважно е тоа што граѓаните на Република Македонија, оние кои што ги гласале и кои што плаќаат таа радиодифузна такса, ги гледаат кој што прави во собранието и зашто се залага. Така што денешната седница на собранието ја гледам како продолжување на оваа квази демократија која што е наметната од страна на Социјалдемократскиот сојуз, е неприпремена во надворешни центри на моќ и очекувам денес да разговараат, да дебатираат што ќе биде и како ќе биде исходот. Навистина не би можел да прогнозирам во овој момент, бидејќи доколку вие се занимавате со политички анализи, обично давате некоја логична анализа која што би требало да се случи, а во Република Македонија 2,5 години имаме се, само не имаме логичен реалитет на настаните. Прашањето ми е колку моќен фактор е народот. Да, логичниот реалитет на настаните кажува дека оној кој што победил на изборите формира влада. Бидејќи Македонија е држава со повеќе националности, победникот и од најголемото малцинство, односно од албанскиот фактор и од најголемото мнозинство македонскиот, формираат заедничка влада и потоа работат на подобрување на животот сте граѓани во Република Македонија. Овој принцип не е испочитуван. Овој принцип не е испочитуван како и низа други принципи, но има една голема разлика. Разликата е тоа што до 7 јануари 2017 година и од 7 јануари наваму состојбата не е иста. Бидејќи граѓаните во Република Македонија сватија дека се излажани, изманипулирани. И најголемиот камен на сопнување на сценаристите и на нивниот извршител Зоран Заев е токму македонскиот народ кој што секојдневно во се поголем број излегува и го дава своето негодување во врска со платформата која што ни ја припреми Еди Рама. Сега ми е прашањето кога веќе сме кај оние граѓани кои протестираат. Колку моќен народ се и до какво решение на оваа политичка криза би можеле да доведат тие? Дали би дошле до политичко решение или сепак би имале безбедносна криза? Граѓаните се секогаш оние кои што победуваат. Денеска во македонската политичка сцена, во општествените дебати, не постојат само ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ, БЕСА, ГРОМ и така натаму. Сите политички партии моментално овие месец дена се во втор план. Во прв план се 150 до 200.000 граѓани кои што секојдневно го искажуваат своето негодување. Било кое решение кое што би го договориле, било кои политички партии, а е во спротивност со нивните залагања, убедувања и алармирања, би можело да доведе до сериозна дестабилизација на Република Македонија. Тоа го знам и јас, го знаете и вие, го знаете и лидерите на сте политички партии. Бидејќи не можете вие граѓаните да ги лажете. Бидејќи треба се заборави дека ова не е 95-та година, каде што на мала врата ќе станете премиер и потоа ќе го плашите народот преку два медиуми кои што ги имала во државата и ќе го смените името и знамето на Република Македонија. Денес сме ние во 21. век, имаме многу медиуми, имаме медиуми кои што имаат различна уредувачка политика, граѓаните ги читаат и тие медиуми, ги следат изјавите и на едни политичари и на други политичари и денес точно знаат што се случува на Република Македонија и не случајно се излезени во толков број. Само ќе ве потсетам дека на митингот кој што го организираше Заедничка Македонија, само во Скопје имаше околу 50 до 60.000 граѓани. Ако се случи нешто спротивно од предупредувањата на оние луѓе кои што протестираат, јас очекувам таа бројка рапидно да биде зголемена и во Скопје и во другите градови. Тоа го гледаат и разни амбасадори во Република Македонија со негодување и со чудење, бидејќи народот излезе камерот на сопнување на целото сценарио кое што ни беше приготвувано овие 2,5 години. Ако видите, често пати некој зборува сценарио.
И често пати на некого не му е јасно дали е тоа сценарио или е само некоја флоскула пуштена од страна на определени политички фактори во државата, но денес од оваа дистанца ние многу добро можеме да видиме дека 2,5 години сме живееле во сценарио. Можеби определени политичари кои што имаат повеќе информации тоа го знаеја пред изборите и го зборуваа, но денес народот се убеди дека се тоа било сценарио. Само ќе ве потсетам, целата работа почна кога велеа дека се украдени 150.000 гласови, дека ВМРО ДПМ практично има некаде околу 300.000 гласови. Но денес се заборавија тие фантоми. Денес имаше избори во кои што ВМРО ДПМ ги освои истиот број на гласови. Значи тие 150.000 гласови не се украдени. Потоа не зборуваа дека имало 400, 300, 500.000 фантоми. Видовме дека фантоми во избирачкиот список не постојат, туку дека сте луѓе се запишани уредно, плюс 3 луѓе имаме кои што наполни 18 години така натаму се запишани во избирачкиот список. Потоа зборуваа дека треба правда во оваа држава, СЈО се случи така натаму, преговараа во пржина за затворени врати, така што прилика кога ќе ги видите редоследно настани и јагодата на целата торта беше 7 јануари, платформата од Еди Рама, од Тирана, која што практично била, еве, овака треба да се редефинира Република Македонија. Граѓаните во оваа држава не гласа ниту една политичка партија. Често пати знам социјалдемократите велат дека тоа го има некои албански партии во своите програми, па еве народот се изјаснил, па се собираат по 200, 300, 700 гласа стасаа на крај. Кажете ми вие мене, во чија програма пишуваше дека македонците треба да се прогласат самите себе за геноциден народ, да ги обвинат и бугарите како геноциден народ и да ги обвинат србите, хрватите и словенците, бидејќи ние сме били под СХС во тој период. Во која програма тоа го пишуваше? Во која програма пишуваше дека Македонија ќе биде бинационална држава? Во која програма пишуваше дека мора да ги смениме знамето, химната, уставот на Република Македонија? Во ниту една програма. Значи, колку може да се обидуваат со наместени интервјуа, со наместени прашања одговараат, пак ќе повторам, ова не е 95-та година и граѓаните се многу повеќе сега информирани и точно знаат што се случува на Република Македонија. Видува дека ние како политичари сме неспособни да се договориме, дека ние како политичари сме неспособни да ја решиме состојбата, излегува на улица и сега тие се главниот фактор за решавање на оваа политичка криза. Ворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Продолжуваме со емисијата. Принџов, овие протести, ако на почетокот имаше, нели, сакаше некој да им стави политички признак, но денеска гледаме дека дел од овие протести се и оние луѓе кои лани протестираа, кои биле дел од шарената револуција, па дали имавме можност да видиме како ги кинат фотографиите пред камерите, затоа што да биле излажани всушност, тоа го кажуваат луѓето. Од друга страна, еврокомесарот Јоханес Хан, кој минатата недела ја посети Македонија, одби да се сретне со народот, не се сретна, иако од иницијативата за заедничка Македонија инсистираа на средба со него, а председателот Иванов пак ја откажа средбата и му го отстапи просторот и терминот за да разговара со граѓаните кои секојдневно протестираат на улиците. Интересна беше таа ситуација и не само кај нас што се анализираше, него и медиумите од регионот ја анализираа таа ситуација и рекоа ова е ладен туш од Иванов за Хан. До кога меѓународната заедница, конкретно Европа, и до кога Зоран Заев се подготвени да го игнорираат народот? Овака, значи, на вчерашното интервју Заев кажа дека брањата на кои што биле по улиците биле нелогични. Пред тоа зборуваше дека оние кои што протестираат паламудат по улиците. Неговите соработници чувме дека таму има многу што прилично предизвика остри реакции. Кои што биле пијаници, не знам, пиеле ракија, пиво, така натаму. Јас сум еден од оние кои што ја поддржуваат таа иницијатива и скоро 80% од своите попладнија ги минав заедно со оние луѓе кои што протестираат и сум горд на себе затоа што учествувам во најмасовните протести во Република Македонија кои што се случиле од низиното осамостојување до сега и при тоа протести кои што ниту една политичка партија ниту ги организира, ниту ги поттикнува, ниту кажува во кој правец ќе се развиваат. Како што кажавте вие, да, повеќе од 1/3 се таму членови на СДСМ, односно граѓани кои што го поддржале Зоран Заев на изборите, има луѓе кои што протестирале во шарена револуција, кои што сметале дека целата ова работа околу Република Македонија била за некој наводен криминал, а сега сватија дека не се работело за било каков криминал, туку се работело за редефинирање на Република Македонија.
Врска со посетата на Хан, вие спомнавте дека до кога Европската унија ќе се однесува на начин на кој што се однесува. Јас сакам јавно да прашам, а тоа веќе неколку пати го правам, тоа дека во чие име нас Хан ни дели совети? Во име на Холандија и на Германија или во име на Чешка, Словачка, Полска и Унгарија и неговата Австрија, кои што имаат диаметрално спротивни ставови во врска со балканските прашања, особено со актуелното македонско прашање. Само ќе ве потсетам на тоа дека Европската унија одлучува со консензус и доколку било која една членка од унијата се противи на таа одлука, таа става вето и таа одлука не може да се спроведе, што ние како Република Македонија тоа го чувствуваме повеќе од 20 години со блокадата која што имаме со името со Република Грција. Така што оние медиуми кои што зборуваат за наводни санкции, наводно кратење на некои средства, пари кои што доаѓаат во Република Македонија, би сакал да им упатам да повеќе го почитаат начинот на кој што функционира Европската унија, бидејќи еден ден пред да дојде Хан во Република Македонија, претседателот Иванов оствари средба со премиерот и претседателот на Унгарија, кој што е полноправен член на Унијата и кој што од каде што добивме цврсти уверување и поддршка за тоа да се крши Уставот на Република Македонија и да се почитуваат демократските начела кои што се воведени во државата. Знаеме дека тоа Курц неколку пати го кажа во Република Македонија, тој е министер за надворешни работи на Австрија, а истото онаа поддршка до Република Македонија стасува и од сите други преостанати членки на Вишеградската група, тоа се Полска, Чешка и Словачка. Затоа кога веќе зборуваме за Европската унија, мене е многу чудно оние совети кои што ги добиваме во чие име, бидејќи, постојано ќе повторам, европските држави имаат консензус дека немаат консензус за балканските прашања. Еврокомесарот Хан е висок представник на Унијата, ние тоа го почитуваме и неговите совети ги земаме како сериозни и се разбира, доколку се тие согласно Уставот и законите на Република Македонија, ние немаме проблем да го собереме тоа искуство кое што тој ни го носи нас. Но поштеднаш ќе повторам дека сите политичари во Република Македонија се бирани од страна на граѓаните на Република Македонија и се должни да ги штитат нивните интереси. Можеби определени држави членки имаат на Европската унија едни интереси, некои имаат други и тоа е политика, тоа е се нормално, но оние кои што одлучуваат на крајот на денот сепак се политичарите во Република Македонија бирани од овој народ кој што моментално излезе на улиците и јасно и гласно става негодување на се она што се случува на државата последните години. Колку очекувате овие протести да вродат со успех и да се повлече тиранската платформа, затоа што вие верите дека тиранската платформа многу пати сте предупредувале како партија дека ова е сценарио подготвено од претходно, но некои лаици во политика ќе речат двајца се караат, третиот користи се караа Заев и Груевски, но ете Ахмети и албанските партии им подметнаа платформа и сега ги бараат поголеми права во оваа држава, впрочем ги имаат сите права тие албанци. Колку тиранската платформа може да биде повлечена и колку овие протести можат да вродат со успех, со оглед на тоа што споменавме дека на улиците нема само од една политичка партија, дека од многу политички партии луѓе кои биле политички неопределени денеска протестираат. Да се разбереме, значи дали ќе помине една платформа и дали така се преточи во законите и Уставот на Република Македонија, одлучува граѓаните на државата. Не одлучува Еди Рама. Да се има политичка платформа, макар и таа да е националистичка, е веќе видено во Република Македонија, тоа по 100 пат. Она што е важно е тоа да Република Македонија има час поскоро превремени парламентарни избори. Легитимно е таа политичка платформа да СДСМ си ја стави во својата програма. Да. СДСМ стави во својата програма таа платформа. ВМРО ДПМ има своји визии, Гром во коалицијата има инкорпорира своји визии и граѓаните да одлучат дали сакаат да живеат по платформата која што ни скрои Еди Рама во Тирана или сакаат да живеат по програмата која што ќе ја понуди коалицијата за подобра Македонија. Доколку одлучат така да живееме по тиранска платформа, ние тоа ќе го прифатиме. Доколку одлучат поинаку, тогаш што целократко сојуз тоа треба да го прифати како факт и како народна волја. Тука не се работи за тоа дали некој ќе дојде на власт или ќе биде во опозиција.
Тука се работи дали Република Македонија ќе остане унитарна држава, мултикултурна, мултинационална и тоа ќе биде наше богатство кое што било до сега, или се работи дали Република Македонија ќе биде бинационална држава, кантонизирана, а понатаму федерализирана држава. Затоа и луѓето протестираат. Не можете вие да менувате пола устав, бидејќи таму кога видите тие точки, треба пола устав да се смени во државата, а при тоа не го дајате на избори и народот да не се изјасни, бидејќи сите политичари се плаќаат од страна на народот. И граѓаните на Република Македонија даваат мандат за да им се решат определени проблеми, а не да им се создаваат нови проблеми, како што сега го гледаме тоа овие 3 месеци. И јас мислам дека сите политички чинители треба да тргнат својата суета, своите лични теснопартиски интереси и час поскоро да одиме на нови парламентарни избори, бидејќи политичките партии овие месец дена, а така ќе биде и во иднина, се повеќе и се пожестоко, не се главниот фактор на политичката сцена во Република Македонија. Прашањето колкава е подготвеноста кај другата страна за нови избори со оглед на тоа што веќе неколку пати во јавните настапи лидерот на Социјалдемократскиот сојуз вели дека нема потреба од нови избори, иако вие како коалиција ги понудивте новите избори како едно од решение за излез од оваа политичка криза. Едното беше да дадете поддршка со 51 пратеник и да се формира една малцинска влада со која ќе раководи Зоран Заев, а другото решение беше ајде да одиме на избори, локалните и предвремени парламентарни да се одржат во пакет, но го слушнавме мислењето на Заев. Прашањето е колкава е подготвеноста од другата страна и дали мислите дека би можело да дојде до нови предвремени парламентарни избори, кога би се случиле тие? Добро, предвремени парламентарни избори мора да има во Република Македонија. Значи дали ќе биде, дали ние ќе сватиме сега на есен или следната пролет, изборите мора да се случат. Ова не може да помине на мала врата. Ајде малку околу специјалното јавно обвинителство. Едно од прашањата за кои исто така има сериозен проблем. Вие бевте една од партиите кои не даде поддршка за оваа институција кога се формираше, кога партиите постигнаа договор во Пржино и законот влезе во собрание. Гром не гласаше за овој закон и понатаму вие стоите на ставот дека не треба да постои оваа институција. Зошто вашата коалиција смета дека не е потребно да се продолжи мандатот на ова специјално јавно обвинителство и како го коментирате оние последни пресконференции на специјалното јавно обвинителство и истрагите кои нели ги најавува специјалната обвинителка Катица Јанева со оглед на тоа што има бројни реакции во јавноста, па и од страна на медиумите дека се врши притисок врз медиумската сфера во Македонија? Добро, апропо и преходното ваше прашање, ние имаме практично една блокада на сценариото кој што ни го смисли од странство, и затоа не сакаат да имаме превремени парламентарни избори, туку сакаат да продолжи СЈО да работи. Вие мислите дека случајно се одложија изборите од април во јуни па во декември? По од денешна перспектива можеме да видиме дека тоа било да се подготви контингентот од 60 до 70 илјади гласови на албанци, кои што би го дале својот глас Социјалдемократскиот сојуз, за да победат со 1-2 пратеници разлика и под превезот на демократски избори да добијат мандат и ова целото да се испорача. Вие мислите дека случајно да се случи диво населје? Истите тие кои што го направија диво населје, требаше оваа политичка платформа да ни ја дадат како политички барања на бунтовници во Куманово. Тоа не им помина, бидејќи граѓаните македонци и граѓаните албанци не сакаат повеќе конфликти, туку сакаат развој на Република Македонија и не сакаат повеќе ги слушаат овие теми во општествените дебати, туку сакаат повеќе економски теми, нови вработувања, бидејќи имаме исти проблеми. Пред да зборувам за СЈО, сакам да напоменам и тоа дека ниту председателот, ниту подпредседател или член извршен одбор, централен одбор на ГРОМ не се ниту во било каква истражна постапка, ниту пак било кој од нас е викнат за сведок за било кој случај во врска со СЈО. Ова го кажувам затоа што сакам да дадам до знање дека ние немаме ништо лично против СЈО. Ние сме легалистичка партија која смета дека во Република Македонија уставот како највисок правен и политички акт, истите закони и подзаконски акти мораме доследно да ги почитуваме за да бидеме држава. Ако ние не си ги почитуваме законите и уставот, не можеме да очекуваме да ги почитува хан или било кој друг амбасадор. Кога тие гледаат дека ние си ги кршиме законите, си преговараме тајно во странски држави амбасади, си подпишуваме политички договори, а при тоа никој не ги рачуна за живи претениците, па тие мораат тие да ги гласаат. Тогаш гледаат дека така може и тие притискаат да правиме работи кои што се во спротивност со уставот и законите на Република Македонија.
Значи СЈО тотално е неуставна категорија и затоа ние сме против постоење на таква институција, бидејќи во една држава имате едно собрание, една влада, еден суд, едно обвинителство и едно правобранителство. Не може вие да имате по потреба две обвинителства во Република Македонија. Заев велеше дека сите од основното обвинителство биле корумпирани, ќе потсетам пред 2-3 години, послушници на ВМРО ДПМН, а Катица Јанева како прва и сите до крај обвинители во тоа обвинителство се до вчерашни членови на основното јавно обвинителство. Така што кога зборуваме треба да бидеме принципиелни и да кажеме дека тоа е како прво неуставна категорија, за тоа ние гласаме. Во врска со содржината за кој што таа беше поставена, таа требаше да реши два крупни проблеми. Првиот проблем е кој во Република Македонија ја нарушил приватноста на граѓаните, бидејќи приватноста е најсвето човеково право. Требаше да знаеме кој не прислушувал, зошто не прислушувал. Да, но имаме ситуација кога е повлечен обвинителниот акт за случајот. Да, кој го платил тоа прислушување, затоа што имаме завршен судски спор во кој што се најде многу пари и акции. Катица Јанева прво што направи, е го ослободи Верушевски од притвор, потоа една година имаше 14 одложувања на предметот пуч, што таа требало да прави свадба со својата керка, што тоа дека требало да чека Великден па постела не можела, што тоа дека не била спремна за предметот, значи не беше спремна, а спремно го ослободија Верушевски, за на крај по една година го повлече целиот предмет. Тоа е првиот дел за кој што беше формирана, и вториот дел е да ни каже дали високи владени функционери направиле крупен криминал во оваа држава. Само ќе ви потсетам и тоа дека најчесто поставувани прашања во Република Македонија за време на незаконските материјали кои што исто така на незаконски начин беа пуштани во јавноста, беше тоа дека наводно се земени 16 милиони долари мито од страна на кинези, не знам колку милиони долари мито од страна на израелци. Се зборуваше дека објектот Космос на господинот Фијат Цановски бил нелегално срушен. Тие се работите кои што македонската јавност очекува одговори. Наместо тоа, ние добивме кој му апсуел мајката на Љубе Башковски дека го апселе. Добивме дека сте на СЈО кои што не го подржуваат и се принципиелни, му се негови непријатели. И она што е најново, добивме директен упад во медиумски куќи и уредници, влијателни уредници на информативни редакции во Република Македонија. Има ли нешто по-ниско и по-срамно како специјално обвинителство кое што троши 4 милиони евра годишно, веќе втора година 8 милиона евра ги чини граѓаните ова јавно обвинителство, за на крај да ни кажат кој не платил 3000 евра данок или 5000 евра данок, па кој купил гакички за тие пари, а кој купил теписи. Ова е дно. Ова е тотално разобличување и соголување на оваа неуставна категорија. Она што е формирано со фабричка мана, вие не можете да очекувате успех. Ова е преки суд на Социјалдемократскиот сојуз. Јас често пати зборувам, секогаш кога на СДС му е густо, го стиска црвеното копче и Катица прави спектакуларна пресконференција. При тоа таа обвинува некого за кого допрва ќе почне истрага. Ако добро слушавте, последната пресконференција кажа, а ќе почнеме истрага. И вие излегувате, некого го правите виновен, а при тоа се уште не сте започнале истрага, туку имате индиции. Трето, ме прашувам, кажете ми, кој случај СЈО го затвори? Ниту еден случај не е затворен страна СЈО. Отвара случаеви со немање на докази, па доставуваат плюс докази, па не знаат што да прават, па се повлекуваат, па одложуваат. Тоа е еден циркус, да се држи јавноста под притисок, да биде јавноста вперена кон СЈО како некој наводно многу важен фактор, а во позадина да ни се протурка редефинирање на државата. Ворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Завршни минути од денешната емисија. Принџов, споминавме неколку пати со каква цел беше формирано специјалното јавно обвинителство. Целата криза во Македонија почна со прислушуваните разговори со така наречените бомби кои ги објавуваше лидерот на СДСМ Зоран Заев. Ќе дознаеме ли кој во Македонија прислушувал? Па добро, апропо претходниот одговор, сценариото е дека не треба да знаеме кој во Република Македонија прислушувал.
Препоставувам дека тоа треба да се заташка за после 2, 3, 5 години да се остане во колективното памтење ки македонскиот народ, дека Груевски, Мијалков, Гордан Јанкуловски така натаму биле недоветни, па сами себе се прислушувале. Инаку ќе ве потсетам дека на првата пресконференција за прислушувани разговори Зоран Заев се жалеше како тој кутриот е најприслушуван во Република Македонија, при тоа него не слушнавме ниту еден разговор, па вчера Катица Јанева ни кажува дека таа ги истражува криминалите кои што ги имаат определени владени функционери блиски номинари до власта, а при тоа дека Зоран Заев така се што слушал од него се е тоа чисто, човекот го гледаме дека од суд не е излезен секој ден или во обвинителство или во суд. Повеќе време поминува во правосудните органи во државата или во сопствената партија. Кога сме КСЈ, треба да апострофирам еден случај, тоа е што се случи на 20 јануари 2015 година. Тоа е една од темите кои што повеќе никој не ги зборува, бидејќи така му одговара на сценаристот. Односно тоа е денот кога во семејната куќа на Велучевски влезе полиција. Тоа е денот во кој што 7-8 мобилни телефони неговата сопруга фрлаше од прозори. Таму беа најдени неколку лаптоп компјутери, уште 2-3 персонални компјутери од кои што биле преведувани определени разговори испраќани во странство на англиски јазик. Тие информации, тие хард дискови се кај господјата Катица Јанева, таа понатаму не ги дава со цел да се заташка работата и да не знаеме што се случило со тие илјадници аудио фајлови. Само ќе ве потсетам дека не постои нормално семејство никаде во светот кој што дома има по 10 мобилни телефони, по 5 лаптопи, 3 персонални компјутери, така што од тој момент очигледно се тага на страна и се крие за да се заборави од колективната сеќавање на македонскиот народ и како што кажав на почетокот, достане дека власта била недоветна и сама себе се прислушувала. Останаа многу работи да висат во вода, тоа е дали на вистина имаме истражители од СЈ кои што се заканувале по кафани на наводни сведоци, за нив имаме кривични постапки, за неколку обвинители имаме. Катица Јанева не дава документи, не ги дава предметите, а при тоа се жали дека другите институции со незе не соработуваат. При тоа таа не може да свати дека институциите со незе тешко соработуваат бидејќи таа е неуставна категорија, а и не може да свати тоа дека граѓаните на Република Македонија имаат негативно мислење за тоа специјално обвинителство, затоа што наместо објективно обвинителство се претвори во обвинителство за прогон на неистомисленици на Зоран Заев, Еди Рама и сите оние сценаристи далеку од Република Македонија. Јајде за крај, она што претпоставувам дека сите ги интересирано би сакала да ги слушнам вашите очекувања. Вие сте дел од коалицијата со ВМРО-ДПМН, вашата партија ќе формирали Зоран Заев влада? Зоран Заев мислам дека нема да формира влада. Мојот став е малку поинаков. Например, господинот Зоран Заев е човек кој што гледаме по медиумите со докази. Една улица е дели на 4 пати, 4 пати ја плаќа, има сушински повреди на сите закони во Република Македонија, пред закон за јавни набавки. Зоран Заев е човек кој што не може да излезе од суд заради предметот 200.000 евра подкуп. Тој кажува кој треба да го обвинува, кој треба да го суди. Зоран Заев е човек кој што е длабоко навлезен во криминални дејанија во Република Македонија. Она што е денес актуелно, треба да припреми одбрана согласно обвинувањата од јавното обвинителство за незаконско финансирање на кампања. Значи тој, господинот Оливер Спасовски, неговиот брат Вице Заев. Така што ја очекувам дека господинот Зоран Заев можеби ќе биде и притворен, дека е многу поблиску до таа страна, некој до страната да формира било каква влада во Република Македонија. Ви благодарам за денешното гостување и за ова интервју. И благодарам на вас. Почитувани, тука ќе се одјавиме, се слушаме повторно за 7 дена во исто време. 11 часот и 5 минути стартуваме секој понеделник на брановите на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, кој е во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Техничка реализација Далибор Зафировски и Дине Давучков. Денеска е 27 март 2017 година. Пријатно до слушање. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.